Почитувани гледачи, го следите најновото издание на емисијата Спектар. Мои денешни гости се градоначалникот на општина Гостивар Арвен Таравари и представник од Центарот за Полошки плански регион Славко Костовски. Добро дојдовте во прекрасно студио во емисијата Спектар. Добро ве најдовме, ви благодарам на поканата. Благодариме на поканата. Така. Денеска ќе зборуваме за проблемите на општините од Полошкиот регион, затоа и викнавме представникот Центарот за Полошки плански регион и за проблемот кој што е на подрачјето на општина Гостивар. Гледачите најверојатно претпоставуваат, тоа е регионалната депонија Русино или пак народот како што е вели затоа што не работи со стандарди, дива депонија. Пред да започнеме со дебатата, би сакал гледачите вие да погледнете прилог кој што го подготви нашата дописничка од Гостивар, Љупка Антеска, во однос на депонијата Русино. Депонијата Русино во Гостивар, која е регионална за 9 полошки општини, останува најгорлив еколошки проблем за гостиварци. Оттаму отпадни води завршуваат во нивите на жителите од околните села, се пали ѓубрето, има загадување на воздухот, се шири непријатна миризба и ризик по здравието на граѓаните. И по години ветувања од различни гарнитури на локалната и централната власт, депонијата се уште функционира без да ги исполнува стандардите и представува темпирана еколошка бомба. Тоа се потврди и со големиот пожар во август годинава, кога целиот град беше обвиткан во густ чад и во Гостивар се запали црвен аларм на опасност. Еколозите предупредија дека последиците од ваквите еколошки катастрофи може да бидат крајно сериозни и побараа итни мерки од надлежните. Гостивар го преживуваше својот холокауст, огромна еколошка катастрофа и градот беше целиот во чад како да си во Аушвиц. Мора да се преземе, прво да се стандардизира депонијата, бидејќи е надвор од сите стандарди. Овие депониски гасови има закон за управување со отпад, дека треба да се изнесуваат од тука, а не вака да се оставаат слободно во воздухот. Преку проект за менаџирање со отпадот поддржан од Швајцарската агенција за развој, досега асфалтиране половина од патот што води до депонијата и поставена е заштитна ограда. Најавени се и други активности, како основање на заедничко комунално предпријатие, поставување вага за отпад, проект за алтернативен пат. Сепак, регионалната депонија за Полог е далеку од модернизирање и отворање на фабрика за рециклажа. Проценките се дека, за да прерасне во најсовремена депонија, потребни се на 30 милиони евра. Така беше во прилогот на колешката Љупка Антеска. Здравието пред се. Тука сте да ми одговорите на прашањата зошто досега не се најде решение за ова депонија. Иако вие сте надлежни меѓутоа во моментов. Но претходно се смениле доста градски власти, централни власти, па една ретроспектива ќе започнем од вас. Зошто досега не се најде решение? Значи, ја по професија сум лекар и пред да влезам во политика бев еден од луѓето кои што ги поддржуваше кога го явила во Тетово, кога се однесуваше за фабриката која што не сакам да ја спомнам, беше еден од поголемите загадувачи и во тоа време вика повеќе доктори не прифатеа да им одат, се плашеа од тогашните власти и ја бев еден од докторите кој што се експонираше дека треба да го стопираме загадувањето на воздухот со сите загадувачи што се. И сега после тоа почнав со политика да се занимавам и сега никогаш не планирав да бидам градоначалник, сега сум градоначалник на Гостивар и како многу ме интересира загадувањето на воздухот. Затоа првите 2 месеци од како станав градоначалник во Гостивар, поставив апарат, мерач, за загадувањето од частичките PM10. За 6 месеци поставив уште еден апарат, земав од една од амбасадите ми донираше, за да имаме 2 мерачи на загадување на воздух, со цел граѓаните да бидат правилно информирани какво е загадувањето во општина Гостивар. Русино е предвидено како регионална депонија. Е предвидено. Меѓутоа, во моментот, Русино го користи само општина Гостивар. Значи, граѓаните кои што живеат во околните села,
тоа се горна и долна баница, не дозволуваат, а и јас како локална власт таму не дозволувам да се користи депонијата пред да се исполнат одредени услови кои што се побарани од местните граѓани таму, од населението. Меѓутоа тоа е сега овие 2 години, претходно сите општини. Да кажам само, значи таму 9 општини треба да им исполниме одредени 10 барања на граѓаните, меѓу кои е асфалтирање на еден пат, кај што половина е асфалтирано, останува уште 2,5 километри. Друго е еден алтернативен пат кој што е од патот за Маврово, од Гостивар за Маврово, таму да има повторно уште еден пат, од кај што камионите би влегле полни, кога ќе почне да функционира како регионална депонија и потоа преку градот да излезат празни камиони, да се постави мерач, да биде оградено комплетно тоа, да се постави одредена подлога која што ќе биде сигурна за да нема загадување на водата во депонијата Русино. Меѓутоа, што е проблемот? Ние како општина инсистираме и одредени активности веќе почнаме. Мерач за тоа колку ќе донесат отпад од сите градови, да има една евиденција, фирма која што ќе биде одговорна компанија, значи која што ќе биде финансирана од сите општини во Полошки регион, тоа се вкупно 9. Меѓутоа, што се случи? Се случи да пред година и пол владата ги одзема ингеренциите за депониите. Значи, јас како градоначалник на Гостивар, откако дојдов, после 6 месеци, владата ги одзема со цел да ги даде концесија во цела Република Македонија на одредена фирма, која што ќе изгради нешто во овие регионални, предвидени регионални депонии, и сега се наоѓаме во една позиција која што е многу лоша. Значи, кај мене доаѓаат повеќе компании кои што сакаат да инвестираат, сакаат да направат современа фабрика таму. Меѓутоа, јас не можам тоа да го направам, ниту јас, ниту градоначалниците од Полошкиот регион. И јас ги препратам и викам, од моја страна нема никаков проблем. Јас сакам инвеститор да почне да гради. Значи, сите тие велат, целиот отпадок е богатство. Отпадокот се пари, само што вие не знаете да ги користите. И тоа е вистина. И сме во статус-кво позиција. Владата не ги дава под концесија, нас не ни дава ние да седнеме како 9 градоначалници да седнеме и да одлучиме, ајде да отвориме тендер еден, нека се пријават кои ќе се пријави и најдобрата понуда ќе ја земеме и нека почне со изградба на одредена фабрика. А дали смета, се што ве прекинав, владата можеби не ги дава да управуваат со општините, тоа што општините 20-30 години, кога е независна Македонија, не успеле да воспостават систем за нормално управување. Значи, сега не велам дека тоа е нивна правилна одлука, меѓутоа барем да ги дадат. Ето, ја не велам дека треба да ни ги дадат на нас, нека ги чуваат, нека биде под владата, меѓутоа нека одедат концесионер, нека дадат барем. А вака не остават граѓаните сите не критикуваат нас како градоначалници, не викаат зошто премиерот не ги дава под концесија. Ти нели кога беше кампањата и вистина е тоа, ја им кажав за една година ќе почнеме процес на давање под концесија на регионалната депонија Руси. И што е вистина, да не речам меѓутоа 10 инвеститори се дојдени кај нас. Барем во општина, не знам и во другите општини сигурно. Многу лесно е од наша страна, две најголеми општини се Тетово и Гостивар. Ја би дал на Тетово, изберете вие кој ќе биде, да беше под наша надлежност. Не мора ние да го избереме концесионерот. За мене е битно да се најде решение на проблемот. Влада да ги одзема, окей. Па барем да даде ја на некој да почне да работи нешто. Значи имаме, велам, статус-кво позиција. Ниту ја дава, ниту ни вратеат ингеренции. Значи ние имаме брзани раце. И да ми дојдат уште 100 луѓе кои што сакаат, не можам ништо да направам. Да дојдат кога би ни ги дале нас, ние да одлучиме. Еве велам најодговорно. Ја би рекол на Гостивар не му интересира концесионерот. Еве изберете вие другите општини кои што сте, мене ми треба решение. И за мене како градоначалник ми треба барем во мојот мандат да се почне. Тоа би завршило сигурно, инвеститорите кажуваат 2-3 години би било само изградба на современи фабрики кои од отпадот би произведувале енергија, која што е многу така велат барем добитна и за фирмите кои што би инвестирале. Меѓутоа, да ви велам, од владата немаме никаков одговор. Јас се видов со министерот пред 2 недели, министерот за животна средина. Исто кажа, или дајте, или вратете ни нас. Ние барем да отпочнеме процес на надавање, некој да го земе тоа и да почнеме. Инаку стварно имаме и во регионалната депонија само од Гостивар
дневно се фрла отпад од прилика околу 60 тони, ако не се лажам. Што е огромна сума. Замислите да дојдат и другите општини, каква би била ситуацијата, а во меѓувреме нема фирма која што би следувала таму, да пак треба некој да менаџира со тој отпад што се носи таму. Сепак е тоа волумен кој што треба некој да го менаџира така како што треба. А ние немаме никакви ингеренции врз тоа. Така. Господин Славко, градоначалникот Равари вели дека состојбата со депонијата е статус кво. Центарот за полошки плански регион со помош на швајцарската влада спроведува проект кој води кон крајна цела, тоа е уредување на депонијата Русина. Може ли да ни кажете конкретно за што се работи, дали има надеж дека овој проект ќе се реализира? Секако дека има надеж дека проектот ќе се реализира, мислам дека проблемот ќе се реши, ќе се абсолвира. Преку овој проект кој што го споменавте, управување со цврст отпад во Полошкиот регион, кој што е составен од две фази. Значи првата фаза е оваа сегашна во која што се имплементира, започна да се имплементира во средина на 2018 година и предвидено е да заврши до средината на 2020 година. Во рамките на овој проект предвидени се низа активности кои што се насочени во подобрување на состојбата со депонијата Русина. Значи првично е предвидено да се изработи регионален план за управување со отпад. Потоа е предвидено да се формира, значи општините од Полошкиот плански регион да формираат регионално јавно предпријатие за менаџирање со отпадот. Потоа во оваа подготвителна фаза најбитното е предвидено да се изработи физибилити студија за стандардизација на депонијата Русино и систематизација на работите околу управувањето со Русино. Исто така предвидени се и низа интервентни мерки, пропратни, значи во текот на оваа подготвителна фаза. Тоа се брзи мерки. Брзи мерки, да, quick win measures. И практично тука е предвидено да се набави вага која што ќе биде за мерење на количината на отпад и видот на отпад. Таа ќе биде поврзана со, исто така ќе се изгради еден мал објект кој што ќе биде од административен карактер, каде што ќе има инсталирано софтвер, каде што ќе биде во функција на мерење на количината и видот на отпад, како што реков. Исто така предвидени се низа мерки за подобрување на третирањето на отпадните води кои што настануваат со депонирањето на отпадот. Потоа сите овие активности ќе бидат пропратени со низа на кампањи за подигање на свеста, ќе има мала грантова шема која што ќе биде насочена кон некои еколошки акции, соработка со неформалниот сектор, со граѓанскиот сектор, така да за овие активности благовремено ќе бидете информирани вие медиумите преку соопштенија и се надевам дека да добар пат сме преку овој проект да конечно се реши еден горлив проблем за граѓаните. Да речеме дека ова е прва фаза, овие што ги рековте брзи мерки. Што до сега е направено? Дали во овие брзи мерки припаѓа падот кој што до пола е направен? Така. Значи, и до кога, се извинувам, до кога е предвидено овие брзи мерки да се реализираат? Затоа што кажа, оваа подготвителна фаза до средината на 2020 година, следната година ќе бидат завршени. Сега е ангажирана, значи швајцарската влада ангажираше на тендер, меѓународен тендер, ангажираше странска консултантска компанија која што го работи овој експертскиот дел. Значи они ги подготвуваат тендерската документација, ги подготвуваат регионалниот план, физибилити студијата и така натаму. Според динамиката на активности, до крајот на оваа година треба да се спроведат набавките за овие брзи мерки. Така да од следната година, јас мислам, почетокот на следната година, јас мислам дека веќе ќе бидат видливи резултатите во овие. Потоа, другите мерки кои што треба конечно да се реализира тој проект, што е предвидено да се формира најверојатно јавно предпријатие? Така, јавното предпријатие исто така во оваа подготвителна фаза, значи формирањето е предвидено во оваа подготвителна фаза.
консултантите сега работат на cost-benefit анализа, на систематизација на работните задачи внатре во предпријатието и така натака. Сите, мислам, битни работи што се поврзани со работата на тоа предпријатие и како што кажав, тоа ќе заврши до крајот на, мислам, до средина на следната година. Може во прва фаза со вашите мерки, со помош од швајцарската влада, да се заштити населението кој што живее тука од нели последиците кои што ги прави депонијата. Покрај патот најверојатно ќе има како нели некои огради да не се фрла ѓубрето, потоа да нема подземни води од исцедокот на. Така, би сакал само да потенцирам дека асфалтирањето, односно санацијата, рехабилитацијата на пристапниот пат Сушички мост Русино е поддржан од Бирото за регионален развој, значи средство од буџетот на државава и практично се работи, нели, како што кажав, на асфалтирање и на оградување на патот, каде што би се спречиле тие, да речем, појави кои што настануваат пропрадно, каде што камионите наместо да го фрлат отпадот во депонијата, они полесно им да го фрлат некаде од страна, нели, во И тој паѓа сам и паѓа, да, и со тоа сериозно се загрозува, нели, здравието на луѓето што живеат во тој регион. Да. Колку пари се предвидени за прва и втора фаза? За првата фаза се предвидени 1,9 милиони швајцарски франци, додека во втората фаза инвестициска, кога ќе се изработи студијата, нели, врз чиј основ ќе се имплементира таа фаза, изнесува 6,9 милиони швајцарски франци. Така. Граначаник, верувате во овој проект дека ќе се реализира? Значи, ја апсолутно верувам и го поддржувам тој проект, меѓутоа јас го изразив и мојата загриженост дека работите одат некако многу бавно. Значи има нервоза и кај местното население таму, и кај нас, да речам искрено, како... Кога добивате странски пари, секогаш работат одивално. Не добиваме ние воопшто, значи општините не вас, Центарот добива, за мене е проблемот да се реши. Мене тоа ме интересира, априори ме интересира проблемот да се реши. Ја би сакал да дообјаснам. Значи, целата оваа инвестиција не е за изнаоѓање на трајно решение. Ние ќе тампонираме цела таа површина на Русино, значи да нема водата која што оди од таму да влијае врз квалитетот на продуктите, земјоделските продукти таму. Ќе биде заградена, ќе се постави вага со која што ќе се мери, ќе се асфалтира патот, ќе се направат одредени инфраструктурни промени. Меѓутоа, повторно ние отпадот ќе го фрлиме и нема да се обработи тој отпад. Значи да почне да има фабрика која што ќе преработува и нема да има ништо од тој отпад што се фрла, односно што е сега актуелно во светот, од отпадот да се произведува одреден друг продукт или да се рециклира тоа или да се произведува енергија. Што мора владата додека ова се изработува, ќе ни оди сигурно до 2021, иако е планирано до 2020, јас сум скептик дека ќе може се тоа да се реализира до крајот на идната година. Ја мислам дека ќе оди до 2021, меѓутоа нека оди. Тоа поминале 30 години, нека поминат уште една година. Идејата каде е? Во меѓувреме нека се почне и со процедурата за изградба, не само за Русина. Ова го зборам за сите региони во Македонија, ист проблем. Има 5 регионални предвидени депонии, плюс една во Скопје 6. Треба сериозно од сега да се почне да се размислува, додека се прават овие подготвителни фази, да речам, и додека заврши швајцарскиот проект, барем владата да има решение после тоа што? После тоа, ако сме го тампонирале, преградиле, асфалтирале патот, направиле предпријатие или компанија која што ќе биде регионална, имаме нови камиони, имаме селектирање на отпадот. После тоа што? Повторно ќе имаме една депонија која што по кратко време повторно ќе израсне во некоја дива депонија, сега заштитена земјата за да нема барем водите да бидат чисти и да не влијат врз земјоделските продукти. Може би тоа јавно предпријатие кое што на регионално ниво би се формирало, може би тоа би размислувало да се треба да објасниме, значи тоа под концесија треба да ја даде владата. Значи сите граѓани не прашуваат, нели рековте вие првата година ќе изнајдете концесионер.
Не можеме ние како општина, не само ние, ни една општина не може да изнајде концесионер. Треба да се покаже точно со прст, под концесија треба да ја даде владата. Значи тоа што не се работи и не се изнаоѓа никакво решение, не е кривица на Теута, Арбен или некој друг градоначалник, туку е тоа што владата ги држи ништо и нема ни идеја, барем да имаше идеја како ќе биде, барем да излезе со проект, да рече ние планираме од идната година да почнеме со Русино, со другата депонија, со друга, зборам за сите. Замислете, ние имаме во Полошки регион стотици мали диви депонии. Ние откако сме дојдени на власта, тоа е веќе 2 години, најмалку во Гостивар сме исчислили, да не речам, околу 100 диви мали депонии низ населби и села. И повторно ги носиме таму, повторно во терен во кој што проблемот само го рециклираме. Сега ќе го тампонираме и повторно ги имаме исправни. Советот за Полошки плански регион треба да одлучи какво предпријатие би менаџирало со Русино, кога ќе се реализира проектот. Ваше мислење, какво предпријатие? Јавно, приватно, јавно, да се даде можеби на една општина да менаџира најголемата? Било како, јас сум рекол, можеме 9 општини за 2 сата да се договориме како ќе биде. Нормално ќе повикаме експерти, луѓе кои што се разбираат. Ја не сум многу лаик сум за оваа работа, меѓутоа постојат во Полошки регион луѓе кои што знаат и имаат сенс за тоа. Ќе ни покажат, ќе седнеме 9 градоначалници и ќе одлучиме ова е најубаво и за граѓаните, и за општините, и за државата, значи да изнајдеме најдобро можно решение. Меѓутоа не е дојдено до тоа и јас се надевам дека овој мандат ќе ни помине без да дојдеме во таква прилика за да дадеме идеја за најдобро прифатливо решение за понатамошно функционирање на Русино. Искрено ни треба решение. Решение кога ќе ни кажат од владата дека ние сме готови да ја дадеме под концесија, не ќе седнеме и ќе дадеме наши предлози. Нека одлучат, не е битно тоа. Битно е да има решение. А воопшто нема ни идеја за решение, што е најлошо. Да. Видовме од прилогот каква е состојбата во Русино и 20 да ќе го прашаме најпрво градоначалникот каква е состојбата во Русино, кои се таму правува со депонијата. Или кога одиш да носиш смет, треба барем да има некој човек кој што нели чувар што се вели. Меѓутоа, дали таму е така запоставено? Значи, нема ништо. се случува? Значи, таму е хаос, тотален хаос. Нема некоја фирма која што привремено Имавме една фирма која што беше ангажирана од комуналното предпријатие во Гостивар, само да срамнува и да отвори простор кога доаѓаат камионите како кај да ги фрлаат. Значи, менаџирање внатре. Замислете од кога се случи пожарот во август, а тоа беше подлетен пожар, имаше 15-16 места кај што не беше едно место, само едно место и инцидентално се случило. И дојдоа инспекција од Министерството за екологија и забранија на таа фирма немала некоја лиценца, а таква лиценца нема ни една фирма во Македонија. Јас зборев тогаш со службите и во Министерството за животна средина. Реков, окей, оваа фирма е избрана од нас и не е добра, нема лиценца. Ве молам, дајте ми фирма вие, која што има таква лиценца, било која, кој што ќе прифати да си работи, мораме доаѓаат дневно полно камиони со отпад. Мора некој да го менаџира тоа, мора да има чувар некој, мора некој кој што барем ќе има контрола врз тоа што се носи таму. Мада сега тоа го прават локалното население, ви велам, добро се организирани од село Бањица, Долно Бањица. И моментално таму ние ангажираме како комунално предпријатие една фирма со договори по една недела, по 10 дена, и тоа не кошта, искрено, и тоа кошта пари за општината. Меѓутоа, бидејќи само општина Гостивар го фрла актуелно, барем ние такви информации имаме, иако повремено се видени и камиони од Тетово кои што доаѓаат, меѓутоа ми кажаа дека граѓаните од Баница дека ќе протестираат од Тетово и од другите општини. Ја им кажав да, треба да протестираат и ако тие протестираат, ја ќе бидам прв на тие протести, значи без да се исполнат одредени критериуми кои што ги бараат луѓето 10 години и ги лажат. Сега едва е почнавме година дена, им исполнуваме одредени барања, што не е коректно ни човечки. Така да, ако одлучат и ако видат, ако имаат доказ дека носат и од други градови, искрено јас се бидам прв со селаните кои што ќе протестира и нема да дозволам
да се фрли отпад и од другите општини. Значи концесијата за Русино ви одземена од државата, а моментално вие хонорарно ангажирате Ние ангажираме работени фирма само да срамни и да направи место за отпад. Иако тоа е обврскан државата, не е? Да, Зашто тоа е концесијата обврскана. нема. Да. Така. Комплетно ингеренции за Русино е на владата, на Министерството за животна средина. Да. Како ви гледате на Русино, господине Славко, и дали би можеле да направите некоја мала споредба со останатите 5 регионални депонии, иако знаеме дека тие се во многу лоша состојба, освен Трисла во Скопје? Да, како што кажавте, скоро сите регионални депонии во Македонија се во лоша состојба, вклучително и ова нашава во Русино. Јас гледам излез и сум оптимист дека со овој проект, каде што се ангажирани овие консултанти, ќе се изработи на добра стратегија, ето и со регионалниот план за управување со отпад веќе изработен нацрт верзија, каде што мислам дека следната недела треба консултантите експерти да го презентираат пред Советот за развој на Полошкиот регион и да се усвои доколку е во ред. Така да, пак ќе кажам, ќе повторам, оптимист сум и сметам дека за брзо време ќе се направат некои минимални услови за да нешто се постигне, да речем, да оди во нагорна линија. За да се постигне, доволно е да се работи како Трисла, каква ще е состојбата таму и каква е состојбата во Трисла. Како тие таму го менаџираат сметот? Ајде малку позитивен пример да земеме. Така, не би можел сега јас да кажувам за другите депонии, тоа би го оставил на експертите кои што се заложили. Но имате некои познавања околу така Трисла? Да, така. Значи, не би можел да кажувам како они таму го менаџираат отпадот, јас би се сконцентрирал тука. Значи, кај нас состојбата е многу лоша и практично треба да се направи систематизација, односно стандардизација со сите тие директиви за управување со отпад кои што се регулирани од Европската унија. Овие пари се неповратни, така? Неповратни, да, ова се донација, Грант. Како Гостивар го менаџира сметот? Зборувам на локално ниво. Значи, Има ли кризи? Затоа што во Тетово конкретно има кризи со сметот, посебно во летниот период кога доаѓаат печалбарите, мислам дека и во Гостивар се случуваат такви кризи. Ние релативно добро менаџираме, значи освен летниот период месец дена, мада се случува да ги очистиме кантите по 3 до 4 пати во одредени кризни места, така ги нарекуваме во градот. Ако јас би оценил најслаба оцена што е кај нас во нашето работење, ја би рекол хигиената. Иако во споредба со другите општини, нема да ги спомнам, мислам дека сме многу подобри. Меѓутоа секоја со хигиената може уште подобро. Иако за 2 години сме поставили уште 300 канти нови. Иако менаџираме и во одредени села во кои што воопшто не одеше комуналното предпријатие да ги исчисти. Сме поставиле во околу 7 села нови екстра канти и камионите, нашите камиони и таму веќе менаџира, бидејќи ги очистивме дивите депонии во одредени села, населби. И сега, за да најдеш трајно решение, ако го исчистиш, после месец дена пак ти имаш мала дива депонија. Треба да поставиш канти во одредени делови на повеќе села и сме го направиле тоа и барем 2 пати, 3 пати нашите камиони одати плюс уште во 7 села во кои што воопшто немаше порано. Меѓутоа искрено ви велам, ако оценам повеќе, да речам, димензии на нашето работење како општина, хигиената би ја поставил последна. Иако почнавме и со примарна селекција на отпадот во училиштата, барем да почнат нашите деца да размислуваат како што треба и да почнат да ги селектираат отпадот, за да подосна идната година почнеме и низ градот да поставиме одредени селективни канти. Потоа поставивме за стакло специјални, исто така, за стакло канти кои што се специјално, за електронски отпад исто така. Меѓутоа, културата на луѓето не е како што треба. Често се случува во местата кои што треба да се фрла стакло, се фрла се што друго освен стакло, правиме и кампања и невладините организации доста ни помагаат, кои што функционираат во општина Гостивар, кои што се еколошки невладини организации. Заедно креираме сега и стратегија која што треба да се изгласа
некаде пред нова година, значи еколошка стратегија како до почиста животна средина од идната година. Превземаме и одредени активности кои што се поврзани со буџетот за загадување на воздухот. Оваа година ќе дадеме за 75 семејства субвенционирање на инвертери, работиме на стази за велосипеди. Тоа општински пари ги бидат тие? Да, општински пари, комплетно општински пари. Правиме физибилитет и идеен проект за гасификација. Вас не ве ставија во проектот на владата за инвертери клими? Тито Не, Гостивар, не знам, ја немам информација дека сме ставени, меѓутоа ние одделивме, имавме пари кои што беа предвидени за еколошки акции, направени се огромен број на еколошки акции, чистење на коритото на река Вардат, на повеќе реки кои што се во склоп на општината и ни останаа одделени пари кои што предвидуваме барем за зима 75 семејства место со дрво да бидат субвенционирани, да си купат инвертери за да намалиме загадување на воздух. Нормално, загадувањето на воздухот треба сериозно и системски да приде државата, повеќе од Министерството за животна средина. Меѓутоа и ние како општини да дадеме мал допринос во чувањето на животната средина. Секојдневно промовираме и возење што повеќе на велосипеди, веќе поставивме во одредени региони на градот и места специјално за паркирање, да речем, на велосипеди. Се надевам од идната година да донесеме околу 50 до 100 велосипеди кои што ќе се дадат на граѓаните по некоја сума која што ќе биде чисто со ниска вредност, значи чисто за да користат што повеќе велосипеди отколку автомобили, и тоа е тоа што можеме ние како општина да дадеме допринос во зачување на животната средина. Ќе ве прашам уште едно прашање за сметот, потоа ќе преминеме на заеднички проекти кои што ги спроведува центарот, во кои што е вклучена општина Гостивар. Ќе ве прашам како го решите проблемот со претоварната станица? Затоа што во Тетово веќе 10 години има проблем, па 2 децени можеме да кажем, со претоварна станица. Еви сега се појави нов проблем, претоварна станица кај Тетовски требаш престана да работи, се префрли таа кај фалише, меѓутоа тука сметот пак на земја се истора, потоа се претовара во камиони, па се носи во Дрисла. Како ви тоа го Ние немаме такви проблеми, значи немаме претоварни станици. Да. Постојат 4 камиони, ако не се лажам, кои што работат низ терен и директно одат во Русино. Значи не ги оставаат некаде. Значи немате воопшто претоварно, така? Директно одат во Русино, се очекуваме уште 2 камиони да купиме. И велам, само регионот го проширивме, бевме само во градот, беше порано, сега проширивме и по одредени села и се надеваме да не оставиме ни еден регион во територијата на општина Гостивар која што нема да се очисти барем минимум 2 пати неделно. Хајде сега да преминеме на другите проекти. Кои се други проекти ги спроведува центарот и кои се во тек, а кои што тие проекти ги поврзуваат полошките општини? Така, јас би сакал накратко да се осврнам околу работата на центарот и кога е основан. Значи центарот е основан во 2008 година согласно Законот за рамномерен регионален развој. Со центарот раководи Советот за развој кој што е составен од градоначалниците на сите 9 општини што гравитираат во регионот и задачите на центарот за развој се да дава стручна и техничка помош на општините, да го подобрува меѓу општинската соработка, да изготвува програма за развој на полошкиот плански регион и да имплементира проекти кои што се од регионален интерес. Во моментов Центарот за развој на плански полошки регион имплементира инфраструктурни проекти кои што се финансирани од Министерството за локална самоуправа преку Бирото за регионален развој. Јас би наброил неколку од нив, значи тоа се асфалтирање на патот Брвеница-Милетино, село Милетино, подготовка на техничка документација и физибилити студија, како што кажа градоначалникот, на пристапниот пат што треба да води од магистралниот пат, нели, Гостивар-Маврово, практично каде што треба да поминуваат камионите. Потоа исто имаме проект кој што каде што цел е да се асфалтира патот село Симница-Церово.
Исто така во територијата на општина Југуновци се работи на тампонирање на пристапен пат од село Јажинце до регионалниот пат и конкретно за општина Гостивар, тука имаме еден проект, заеднички проект со општина Гостивар, Бобовиње и Маврово, каде што е предвидено набавка на механизација за одржување на патиштата. А проблем на полошките општини е водата. Дали имате некои проекти каде што заеднички би ја искористувале водата која што доаѓа од чарските извори, останатите плани? Во моментов се работи веќе во завршна фаза за изработка на техничка тендерска документација за подобрување на водоснабдувањето на Полошкиот регион, каде што се вклучени само 4 општини од Врапчиште до Желино. Целта е да се изгради еден хидрауличен модел каде што нема да се користат класични пумпи за вода, кој што ќе биде енергетски ефикасен и тоа се планира да се користат средства од државата, од државниот буџет. Документацијата е при крај, ја спрема и тоа е донација на, мислам, подготовката на самата документација, донација од белгиската амбасада, така да во завршна фаза и тоа и се надевам дека од следната година ќе почне, мислам, ќе се стави во државната програма за финансирање и ќе се реализира постепено и овој проект. Ако прашам градоначалника каде е закочена работата на општинската власт, сигурно секој би одговорил никаде се оди добро. Ама вас ќе ве прашам искрено, со кои проблеми се соочувате и каде е закочена работата во овие инфраструктурни, комунални и слични проблеми? Може би сега имате мнозинство во Советот, па полесно гледаме. Значи, сме единствена урбана опозицијска општина. Нема друга. Беше Кавадарци, меѓутоа веќе Кавадарци е со опозицијата, ние сме единствени. Што да ви кажам, проблеми со власта, не знам дали некој градоначалник некогаш имал такви тешки проблеми, немате ингеренции во образованието, земени два. Немавме мнозинство во Советот и тоа немавме мнозинство со инсистирање на цела држава. Значи, сите министри дефилираа низ Гостивар. Меѓутоа и покрај сите потешкоти, ние успеавме, например, за 2 години да направиме 17 километри канализација во Гостивар. 5 нови села комплетно канализација. Успеавме 12 километри водоводна мрежа. Успеавме да земеме грант од 7,5 милиони евра за нова комплетна водоводна мрежа низ Гостивар, која што треба да почне идната година. Исто од швајцарска амбасада за развој. Низ цел град? Низ цел град и по селата. Значи, а 12 километри направивме овие 2 години сами. 11 километри асфалтирани патишта низ улици низ Гостивар. Успеавме 4 градинки нови да направиме, уште една сега подготвуваме. Значи, полно проекти со сите тие пречки и сопки што ги имавме од централната влада. Сега да не набројам другите успеси. Дали очекувавме многу повеќе, дали беа повеќе им кажавме на граѓаните во нашата програма да, очекувавме многу повеќе, меѓутоа не очекувавме вака груба битка од централната власт. Ревизии, контроли, инспекции, секакви пречки, сопки. Меѓутоа, ја мислам дека повторно Гостивар е релативно успешна приказна во зависно, ако се споредиме, сега не можеме да се споредиме со Тирана или со Софија или со некој поголем или со Скопје, меѓутоа од другите урбани општини, посебно во Западна Македонија, мислам дека сме лидери и мислам дека сме пример за добро владење во првите 2 години. Кажавте големи проекти, меѓутоа ако прашаш кој бил градоначалник и уште нешто да ви додадам, имавме 3 милиони евра долг и моментално имаме 800.000 евра долг. Во меѓувреме за 2 години сме исплатили околу 2 милиони евра долг. Да се што го наследивме. Ако прашате градоначалник некој од кој бил општина во Полошкиот регион, еве конкретно ќе земам општина Тетово, да се смени водоводната подземна инфраструктура, тие велат одма немаме пари. Дали општините имаат, навистина немаат пари за суштинските прашања да ги реализираат? Ние обезбедивме, значи повеќе населби кај што планиравме да асфалтираме,
и кај што има се азбестни цевки, има во повеќе региони во Гостивар, не оставивме улица која што ќе асфалтираме. Прво, ајде канализација да контролираме, да не треба подобри цевки, ајде водоводна мрежа. Затоа ви велам 17 километри канализациона мрежа и 12 километри водоводна мрежа со сопствени средства, тоа е 29 километри, значи мрежа канализација и водовод, што е цифра за респект. Пари никогаш нема во општините, секогаш има потреба за повеќе пари. Меѓутоа ги изработивме сите, ги поминавме овие проекти и ви велам во меѓувреме исплативме 2 милиони евра долг. Значи, ако се менаџира транспарентно, искрено, се работи добро, тимски, ја мислам дека успехот нема, мора да е тука, мора да успеете. Така се надевам во следните 2 години да покажеме уште многу поголеми резултати со кои што ќе се гордееме. Нормално, секој градоначалник на крајот на својот мандат сака да ги наброи успесите. Неуспесите, ја мислам дека барем до сега не можеме да кажеме, освен за депонијата, например, ние сме кажали дека депонијата ќе ја направиме пред првата година и нема шанси. Владата ти ги одзема ингеренциите. Кровот на училиштето Гоце Делчев. Значи, бараме од Министерството, нели, капиталните инвестиции, сали, училишта нови, ги гради Министерството. Ги причекавме една година, знаете, Гостивар не може да биде никако, и ние успеавме со UNDP. Тие да платат 2/3, ние 1/3, и сега за 5-6 дена, 10 дена почнува нов кров, кој што ќе биде прв зелен кров во некој училиште во Република Северна Македонија, во која што горе на кровот ќе биде и ботаничка градина, која ќе служи како кабинет за биологија за учениците од Гоце Делчев. Исто така, да не зборам сега за реновирање на повеќе училишта, иако ги немаме ингеренциите, меѓутоа имавме доблест да работиме во дворовите, да ви ги видите дворовите во какви се направени дворовите со игралишта за деца, со стадиони, со детски катчиња, со убави изработени дворови во училиштата, навистина како да сме во друга држава. Голем дел од градоначалниците велат општините немаат пари, затоа што претходните локални власти вработувале многу и голем дел од општините велат дека пола од буџетот кој што не го собираат одат за плати и придонеси на вработени во општинска администрација. Колку има општина Гостивар вработена? Општина Гостивар има официјално 82.000 граѓани, Тетово има 84.000 граѓани. Значи во општините. Тетово има, ми се чини, над 500 вработени, Гостивар има 118 вработени. И ако ме прашате мене, 60 до 70 се доволни. Меѓутоа, вие во ваше време, овие 2 години, колку имате вработени? Ниеден нема со решение. Уште немам подпишано едно решение за вработување. А колку имаш што имам нема решение? 15 договорци, меѓутоа луѓе кои што се подготвени, дојдени се едноставно оваа ја гледаат како мисија, исто како и јас, не е политика. Оваа е мисија да покажеме на луѓето како може искрено, транспарентно да се помогне на општеството. И тие луѓе сите се професионалци кои што утре ако одам ја, веднаш и тие се заминуваат. Не се заинтересирани да земат решение. Дури ги молам некои од нив да им дадеме решенија овие 4 години, повеќето од нив и одбиваат, бидејќи си гледаат себе си овие 4 години, ајде да дадеме пример за добро работење и си продолжуваме исто како и јас со животот и со нашите професии понатаму. Ви благодарам што бевте гости во емисијата Спектар, се надевам на ваши идни гостувања во оваа емисија и посакувам успех во работата. Благодарам на поканата, чест ми беше.